Почитувани македонци, еве вечерва се наоѓам во домот на епископот на поглаварот на Македонската вистинска православна црква во Аделаид, неговото блаженство господин Серафим. Добро вечер и ви благодарам на гостопримството. Добре дојдовте во Аделаид, во Бого даруваниот град Аделаид, од каде вие еве сте гости во нашата епископија на Македонската вистинска православна црква. Ми представува големо задоволство и чест да разговараме за духовноста во Австралија и за потребите на нашите православни македонци еве во петиот континент во Австралија. Така, најнапред сакаме за нашите македонци кои не следат да објасниме некои работи кои не се разјаснети или излезени во јавноста. Вие формиравте Македонска вистинска православна црква и стигнавте до чинот епископ, поглавар. Како стигнавте до тој чин и кој ве хиротониса за епископ, ако тоа не е Македонската православна црква? Во 2016 година, според Божјата промисла и по Божја благодат, поради потребата на македонските заедници, кои некои од македонските заедници и нашиот верен македонски народ по долги години не се црквуваше, не беа дел од едната света соборна и апостолска црква, која е мајката црква, Македонска православна црква. Се јави една потреба кај свештениците и исто така кај верниот народ во формирање на Македонска вистинска православна црква со зачувување на нашата православна вера, еве тука во континентот во Австралија, и исто така со улогата на вистинската православна епархија беше да се зачува името Македонија и Македонска. Во тој момент, каде се уште некои административни проблеми не беа разрешени со црквата во Република Македонија. Во тој момент се јави желба помеѓу нашите верници да се формира епархија, каде јас бев архимандрит тогаш, во тоа време, и така... Збелиме за 2016 година. Така? И после тоа, бидејќи бев дел од Вистинската православна црква во Америка, која е задгранична црква во лицето на задграничната црква на Руската православна црква, каде со многу долги години, да не заборавиме дека задграничната православна црква на русите беше со благослов, има исто така односи со Охридската архиепископија, со долги години. Така, како една личност која што сум јас... Велите за кога пред да се укине Охридската архиепископија? Не само пред да се укине Охридската архиепископија, но после укинувањето на Охридската архиепископија, непризнавањето на Македонската православна црква долги години поради политички проблеми, отколку што се канонски проблеми, Македонската православна црква исто имаше општење со задграничната православна црква на русите. Така? Не формални односи, но сепак со хиротонија на владици. Кога задграничната црква на русите беше прогонувана од системот на Русија и од тогашниот систем на комунизмот. Така, православната црква на Америка, вистинската, дојдовме во контакт и изјавија желба и нашиот верен народ тука да имаат на некој начин татко, заткрилник, да ги заштити
и да ги задоволи со сите духовни потреби кои има потреба. Така се јави условите за формирање на македонската вистинска православна епархија, која е дел од еве тука во Австралија и Нов Зеланд. Добро, да продолжиме со вашата хиротонија, нели? Како дојдовте до тоа и која православна црква ве хиротониса за владика, односно за епископ, нели? Прво треба да биде архиереј, па потоа да се оди во епископскиот чин. Тоа сакам да слушнат, да знаат нашите луѓе, македонците. Како во тој момент, бидејќи многумина од македонските свештеници во Австралија се наоѓа во канонска аномалија, во проблем, каде што се јавуваше, бидејќи не се цркува дел со тогашната МПЦ. Јас бев дел и неколку од нив под благослов и заштита или умофор на православниот поглавар на Вистинската православна црква во Америка, што е по стар стил календар, како нашиот календар. И затоа го дадовте името Македонска Вистинска православна црква? Да, Вистинска православна црква, дека секогаш ќе остане и по нашиот стар календар, тоа што значи како македонците со векови, нашите предци, ги славеле, ги чествувале празниците, и исто така архиереите тогаш на Вистинската православна црква на Америка изразија желба за македонскиот народ тука во Австралија, кои имаа потреба од духовност да бидат заштитени, додека не се створат услови за соединување и обединување кон целата обидување на целата македонска православна црква во Австралија. Така, чинот на хиротонисање, каде се? По Божја промисла чинот на хиротонисање се одви во градот Базуо, кој е блиску до Букурешт во Романија, каде присуствуваа 4 архиереи на Вистинската православна црква на Америка и уште свештеници од Вистинската православна црква на Романија. Тие дојдоа само заради вас? Да. Целта на ова едно црквие беше по повод да се направи хиротонијата, да се хиротонисам во епископски чин. Во епископски или архиерејски? Архиереј значи епископски чин, исто така. Значи сите сме архиереи или владици, а мојот чин е епископ. Епископ. Кога станувате како поглавар на ова православна црква? Во 2022 година, кога по Вистинската православна црква, која беше тогаш во тој момент заштитничка на нашата македонска вистинска православна епархија, ни даде документ, томос, дека ние сега можеме самостојно, автономно да делуваме, и тоа беше од неговото блаженство Унуфри, кој по потекло е исто така романец, но е дел од Вистинската православна црква на Америка и кој ме назначи за екзарх на македонците во Австралија и Нов Зеланд, каде што можеме самостојно да делуваме, да ги извршуваме нашите свети тајни и се разбира ракоположување и на нови епископи и на свештеници, се разбира и дјакони. Така, како сте прифатени од Руската православна црква? Со Руската православна задгранична црква и другите задгранични цркви, како Романската, исто така со Руската, Украинската задгранична православна црква, со Српската
Имаме добри и топли односи, се разбира, можеме да сослужуваме ако сме во близина на потребите на празниците и така натаму. Односите со Македонската православна црква? Се уште ги развиваме и со Божја промисла и по Божја милост се надеваме дека можеби еден ден како македонци сите заедно ќе можеме со еден глас, па исто така со едно мислие и со едно срце кон Христа да сме заедно во чествувањето на нашите православни празници. Сакам да ве прашам да Серафим за соработката. Веќе вие сослужувате со Руската православна црква. Задграничната. Да, задграничната колку соработува со Московскиот патриарх? Како што знаеме, од 2009 година задграничната Руска православна црква, Вистинската задгранична црква имаат, се разбира, заедништво, заедничаат заедно. Значи имаат соработка во овој момент се уште. Светите тајни на литургијата. Светите тајни, литургии, сите свети тајни, почитувања, приче се признаети меѓусебно. Добро, ме интересира понатаму како започнавте така и почнавте да се ширите нормално, не ако сте за Австралија и Нов Зеланд, треба да имате и на цркви или парохи на свештеници исто така, свештенослужители. Колку имате и од каде ги добивате, како се снајдувате? Нашите свештеници се домородни, се македонци по потекло, се свештеници кои се во Австралија или кои има дојдено од Република Македонија, еве во Австралија. Повеќето од нашите свештеници се наоѓаат во Аделаид, во Перт и во Викторија. Па сега по Божја промисла се прават исто така и други планови за имплементација на нова парохија исто така во Нов Фјужен Велс во Сиднеј, каде има потреба. Ако Бог благослови, ако е Божја промисла, нека биде од Бога благословено. Се надеваме дека исто така и таму нашите верници, исто така верниците кои сакаат да се чествуваат, да се цркуваат во Македонската Вистинска православна црква, која нашите заштитници на нашата Вистинска православна црква се светите Кирил и Методи и браќата, кои одиграле многу голема улога во оформирање на таков наречен славјански јазик или словенски, така наречен, значи наговорите на македонскиот јазик. Па затоа како заштитник и исто така со нашите цркви кои ние соработуваме со Вистинската црква, за празникот Свети Кирил и Методи ни упатија честитки и исто така желби кон нашето понатаму мощно развивање и исто така делување на просторите во Австралија и Нов Зеланд. Како гледа Македонската православна црква на вас, архиереите и поглаварот, свештенството, како гледаат на вас? Гледаат како одстранет или паралелна црква или пак, како да кажам, ќе дојде ли до признание од Македонската православна црква на вас како епископ? Се надеваме дека заповедта на нашиот Спасител Исус Христос и Бог Исус Христос, што вели да сме сите едно и сите заедно, ќе се оствари во овој момент и дека моите браќа, архиереи, исто така ќе најдат начин како да ги надминиме некои од тие разлики или недоразбирања. Се разбира, нема никакви разлики и недоразбирања во исповедувањето на верата, но во административните
структури кои се уште долго години во Австралија беа проблематични и се уште владее Да, се уште се. некој проблем, но сепак јас мислам дека со текот на времето, каде е Светиот Дух и каде е љубовта Христова, ќе се најде начин на разбирање и да дојдеме до да заедничи, до едно општење, да сме заедно. Еве, Томос од Македонската православна црква го доби од Српската православна црква и признанието беше и од Руската православна црква. Сега, ако Македонската православна црква го добие Томосот и од Севселенската патриаршија, од Вартоломеј, тогаш ќе се уште ќе ве држат настрана, нема да сослужуваат со вас, или пак бидејќи вие сте дел од сите помесни православни... Од задграничните и старокалендарските цркви се разбира сме дел, но сепак проблемот се уште е помеѓу Севселенскиот во Истанбул, во Константинополе и исто така со православната црква на Русија, каде има раскол се јавува. Во православната црква, за жал, схизмата и ова расколот се јавува, кој по некој време се надминува. Се додека не се надминат некои од поголемите помесни цркви, сепак ќе имаме проблеми, мислам, во да се надминат и нашите некои мали недоразбирања. Така, од кога желбата ваша да се вклучите во духовниот живот, во црковниот живот? Колку години бевте? По Божја промисла секогаш, да кажеме, од многу, кога бев уште дете, имав една желба да сум дел од црквата. Нешто ме влечеше со многу години, но од 15 годишна возраст, кога веќе бев многу малку посозран, да кажеме, на некој начин, од тогаш во нашата локална црква тука во Аделаид, кога станав дел во сослужување на некој начин, со помошник во олтарот и така натаму. Таму почна мојата желба и понатаму да ме влечи кон Бога и со времето, со неговата промисла, таа желба стана исто дел каде во мене Светиот Дух се надевам проработи да сакам да сум да ме ракоположат за ѓакон, па после за архимандрит, за свештен иеромонах и архимандрит подоцна од почетокот, да речеме, на 2012 година во Австралија. Така, и на крајот, дали сте задоволни од македонците, од парохијаните кои ве бараат овде, па во другите градови низ Австралија? Секогаш нашите средби со парохијаните, со верниците, со Божите чеда се средби на љубов, на заедничко разбирање, на заеднички разговор за Светото Евангелие, исто така дел од како да се формираме како македонци, зашто македонците не само што се измачувани духовно на многу начини, но исто така, како што знаеме, се измачувани и политички, и историски и така натаму, па наоѓаме начин како тие рани, тие болки, што ќе ги кажеме на некој начин, да најдеме едно исцелување преку молитвата и преку добриот христијански збор. Така, вие покрај тоа што сте поглавар на Македонската вистинска црква и вработени сте како лектор, професор на Универзитетот Аделаид и исто така на ТАИФ. Да, збор 2 за тоа. И некој од моето време го исто така минувам како еден едукатор, како просветен работник во оддел на
на ментално Па сепак здравје. станува збор за универзитет, не е тоа ниска институција, не е основно, средно или Точно. значи станува Факултет, збор да универзитет, каде ги обучувам новите кадри на психологија, социјална работа и исто така новите работници и социјални работници кои работат во подобрување на благосостојбата и на психичкото здравје кај луѓето. Јас мислам дека дел од мојата мисија еве тука во Австралија е да се сретнам со многу луѓе од не само од македонско потекло или не само православна вероисповед, туку и од други од друга вера, исповед и така натаму, каде може да запознат еден свештеник, да запознат еден човек кој го љуби Христа, кој го сака Христа, па така многу од студентите, од учениците кои партиципираат, имаат дел да дојдат понекогаш и во нашите православни храмови, да видат како ние го исповедаме Христа. Тоа е еден мост на едно разбирање. Добро, јас ви благодарам на вашата скромност за информациите кои не ги дадовте и се надевам дека ќе имаме соработка и понатаму. Ви благодарам за вашето време и што одвоивте време за мене, мојата смиреност да сум дел во вашата програма. Од Бога благословени и Христос воскресе. Почитувани македонци, почитувани слушатели, вие кои ќе не следите на социјалните мрежи, разговор водевме со неговото блаженство, господин Серафим на Македонската вистинска православна црква за Австралија и Нов Зеланд.